важно што се најде сајбија за скок. Значи, весникот мораше да се одржи. И ова секоја чест што се нафати, зашто пази, е мала работа. Значи, треба да си активен во спортот, за да живее весникот. И честитки за тоа што го зема и што го работиш, брендот и што го работиш, што го продолжи и што работиш и квалитетно работиш. Ова е еден вид на студио, нели, она што викаме импровизација, значи вие сте надминали импровизацијата, ова е нешто малце повеќе од тоа. И честитки што влегувате сега во некоја нова форма. Вечер и добродојавте во студиото на продукција Скок. Вечерва е еден новитет со нашите изданија, од нашата продукција. Имаме гости, драги гости, мои долгогодишни пријатели, со кои ќе разговараме секако на тема фудбал. Зборуваме за Миле Тодоровски, познато фудбалско име, Тони Чуповски, помалку или повеќе познато фудбалско име. Добродојавте во студиото на продукција Скок. Како сте? Добре ве најдовме. Добре, најдовме. Еве сме овде да зборуваме за спортот. Миле доаѓа малку од подалеку, веќе подолго време е во Австралија и таму беше дел од времето со фудбалот. Миле, како поминуваш овде во Македонија? Колку време? Одлично. 3 месеци, уште 1 месец имаме и се враќам назад. Ги полнам батериите за... Ама не ти се оди. Не ми се оди. Една добра традиција, ако добро се сеќавам, на 4-5 години си овде во Македонија. На 3, отприлика така. На 3, сега веќе лани бев и годинава. И кој ќе дојдем овде зима, јас бегам таму и така планираме понатаму. Тони ни е тука блиску, Тони е дел од Кисела вода и живее во Кисела вода. Долго време беше во фудбалот, сега е исто така еден добар извесен период во општина Кисела вода. 20 години. Заложен за спортските активности. Значи, после спортската кариера и новинарската кариера, сепак и овде има новинарска кариера. Се уште со новинарството се продолжува. Говорам за општина Кисела вода. Значи, тука сум веќе 20 на години и работам како раководител за спорт во општина Кисела вода. Така. Темата на вечерашната емисија е нешто што продукција Скок го замисли и сака да го реализира. Зборуваме за една фотографија која еве нашите гледачи има прилика да видат и нели има една добра синтагма, една добра изрека која вели една фотографија да зборови. Зборуваме за фотографијата направена некаде 20 март 1987 година на стадионот Чаир, надпревар Балкан Осогово. Резултатот 0:0 мисли че. Да. Миле, многу славна фотографија, ексклузивна би рекол. Како дојде Миле до оваа фотографија? Или Тони дојде? Не. Јас дојдов до таа фотографија. Ајде да чуеме. По обичај јас имав да одам да ги посетам, да речеме вечер Нова Македонија, после утакмици. Спортските редакции. Спортски редакции, кога гледам има фоторепортер, да речеме, на стадион и знам дека има фотографии, че има повеќе. И така да во вестник ќе излезе една, можеби некогаш ни една по обичај. И сега знам дека покрај Мезе има уште серија на фотографии. И јас така се познам со тебе, се познам со повеќето од новинари и ќе си појдам као на кафе ваму. Тоа е во домот на Бочето. Да, во тогаш Белата зграда. Да, горе. И така прошетувам после утакмица, после скоро секоја утакмица. И така после и ова утакмица. Дали се сеќаваш по која редакција точно? Мислам дека вечер не сум сигурен, значи едната и другата. Тука беа тие Нова Македонија и вечер. Скок го немаше. Скок не беше. 86-та. 86. Ја мислам 86-та. Или 87-та, добро, не е битно. Ирелевантно. Да. И јас меѓу другите фотографија наоѓам и Незе. И таа мислам дека беше и објавена и во вечер. Во вечер беше и во вестник. И покрај Незе си земав уште некои фотографии што бев јас или од мои пријатели од другарите, што може да ги земам. Чуваш од 86 година. Да. У хард формат испечатено. Да, оригиналната фотографија е кај мене. И му ја покажувам на Тони. И Тони вели, дај ми, ја те молам, како да ти ја давам кој едно до друго сте. Ја и тој сте во баш вака, и највисоки во таа. Се да појасниме за нашите гледачи, двајцата игравте за тимот на Балкан тогаш. Балкан играше во Републичка лига. Македонска фудбалска лига. Прва македонска фудбалска лига и тоа беше една дожд, кал. А само за колку да подсетам, само една недела порано играме со Работнички, прво коло тука.
0-0 на градски, тоа беше едно ладно време. Ете, јас прв пат Значи ова е фактички второ коло. Прво коло и носам и хубава хопки. Толку ладно беше и значи камен беше на градски стадион. Не може да се диши од ладно, што беше. Не знам колку беше. Минус 7-8-10. И само за една недела настана дожд. Како се мести 20 гол план, а овие мои спортски пријатели кои ја знаат фотографиите, кои на Facebook, по социјалните мрежи коментираат, велат Миле го има, Тони го има, ги има и другите, а топката нема. Знаеш, пратиме некој корнер веројатно беше. Ние сме 3-4 играчи, јас, Тони, Се одевме на корнер. Да, Ико Хајдарпашиќ во улога на иако беше голна во улога на играч и Зоран Смилковски, мислам да е позади назад. И Јане Андовски тука. Не мислам, не е на фотографијата, на фотографија го нема. Беше во состав. Во состав можеби, него на фотографија не. Ане или Арсен? Ане. Бе, и двајцата бе. Двајцата на фотографија, але. Мислам дека не е битно. А пред нас се тројца играчи веќе во клизачи старт или двајца, не знам во метов колку се. Тројца ми се чини од Осогово и уште 3-4 позади. Значи ние сме во сендвич. Значи имало уште тоа време многу добри фоторепортери на овие спортски надпревари кои правеле. Во оваа прилика ќе го спомнам Томислав Димовски Бучки, легендарниот фоторепортер, тој не го знае, заедно работеме во Скопје. А јас се сеќавам на сите нив и минава кога ми кажуваш, ми значат, не можам на лицава веќе поминале години. Добро, вака во Вобедот не секам додиме класично, меѓутоа едно завидно фудбалско CV за вас двајцата. Тој ни почнал во младинските категории на Вардар, ми се чини, па преку работнички поминува. Тогаш се одеше на 18 години во војска. Така. Воен рок требаше да служиш. И тој во фудбалот е преокретница тој период. Значи тогаш е последна година од јуниори, од младинци и треба да преминеш во првтен. И тогаш дојде Вишневац и тој сакаше подготовки да не носи. Поголема група на младинци беа тогаш. Меѓутоа јас одлучив сепак да одам војска бидејќи запишував факултет. Запиши факултет за Мислам дека задолжително беше тогаш, после смртта. Не, задолжително е на 18 години, да. И после тоа кога се вратив, премина во работнички, од работнички отидов во Балкан, од Балкан добре беше. Со Миле, да. Добри Димовски, со во Победа Прилеп, од Победа Прилеп отидов во Цементарница, од Цементарница отидов во Шведски Варијан, од Шведски Варијан се вратив и меѓународна фудбалска кариера. Во Шведски Варијан 2 години останав тамо и после се вратив во Македонија, Ѓорче Петов, тогаш прва сезона нели во прва лига. Зборуваме за првата сезона од независниот македонски фудбал, 92-93 година. Тогаш играше за Македонија, да, Перица. И веќе работеше во Скок, се сеќавам, така беше? Да, тогаш работеше, значи до 80 и не, во Македонија кога бев, тогаш се вработив во Скок. Да. Знам, јас го ангажирам. Миле, преку Мукос ми се чини. Да, од село, од Дреновци, моето родно село. Мислам, јас сум роден во Прилеп, ама растен сум на 16 години. На 16 години, не полни 16 години стартував. Преку Победа Прилеп, пели сте? Не е Победа, значи 11 октомври. 11 октомври го Скопје. Балкан, па Балкан, па Победа, па Пелистер, па Вардар. И пак Победа. 3 пати сум се враќал во Победа. Ќе се навратиме на ова продолжение на нашата емисија, на мала дигресија. Како од сегашен аспект ќе го искоментирате овој терен на Балкан Чај, кога да речеме во 2023-2024 година гледаме дека има реакции на, да речеме, на бусените на градски стадион дека не се добри, или на стадионот или теренот во Мажери каде што Вардар играше 2 години, втора и прва лига, каде што се игра гостивар прволигашки фудбал. Мислам, нечини теренот во Мажери, бусенот на градски, а во Чај гледаме како е. А се играло фудбал. Имало квалитетен фудбал. Тони се согласуваш? Се согласувам. Ја не случајно ќе кажам дека секоја чест на денешниот тренажен процес каде што трпи огромни разлики, значи тој тренажен процес со сегашниот тренажен процес или тие подготовки што сме ги имале со сегашниве подготовки или таа храна или се дозволено сега што е спрема тој период што бевме ние се изменето во фудбалот. Фудбалот има голем прогрес направено, меѓутоа кога се збори за талентот, јас би кажал дека тогаш имаше многу повеќе талент. Зошто го говорам тоа? Затоа што сме играле талент. Треба да си талентиран да играш фудбал. Ако не си талентиран, ти не можеш да играш фудбал. Има гледалиште, има ти ќе си играш една утакмица, 2/3 ќе ти рече другар не си ти за фудбал.
тогаш имаше природна селекција, што се разбира сега во моментов ја нема. Меѓутоа, Не. тогаш Извини, имаше и улица. и улица, да. Тоа И беше уличен многу фудбал. поважно. Треба да Тоа си беше таму многу најдобар, поважно. Имаше така фудбал или? преку цел ден. На Треба да си улица. најдобар Тука се таму. главниот фудбал е тука, не школа. Извини. Така е, така, да. Точно е тоа. И ова сакав да го кажам само. Значи, ние сме играли на различни позиции. Јас, например, сум Тој играл стопер, дефен. стопер и така. Дефен. Миле, буквално можеше се да игра. Значи, Миле беше квалитетен фудбалер, значи еден господин во Копачки, можам да кажам, и не дека е тој тука, и тој да не беше тука, јас ова ќе го кажам. Фала на комплимент. Значи, тој беше така воспитан човек, значи немаше некој што не го сакаше Миле во Балкан или во Победа. И во Балкан и во Победа. Има Значи, има многу еден добар карактер. куриозитет, значи двајцата вие игравте за Победа Прилеп. Тука би додал тоа на мое ведување, може би двајцата ќе ме поправите, да речеме во златниот период на Прилепска Победа, кога тргнатиот Гоце Делчев беше добар, имаше вриеше од публика. Миле, ќе ги видат нашите гледачи дел од тие фотографии и ваша заедничка фотографија. Миле, но тоа е малку навраќање, може би носталгија на тие времиња. Ајде, почнувам да се ежам. Кога самата помисла, гледај. Јас како дете од село поминуваш покрај стадион тука и гледаш со баба ми, ме носи покрај стадион, кај тетка ми оди. И ме носи и јас застанувам и да гледам измеѓу вратите, зелено, и не може да ме оттргне од вратава. Чи толку ми било мерак. Само да видам зелена треба. Така, така. Фудбал да не зборувам. И се случува, доаѓам, прва година запишувам средно и се пријавувам одма во Пионери Победа. Се пријавуваш после месеци, нешто не си талентиран доволно. Не, животна желба да застанам зад гол, да држам, да собирам топки. И никако за тој месец и пол не ми падна редот на 3-4 утакмици да дојдам зад гол. Значи тоа е неверојатно нешто. Сите мои овие што се другари влегуваат преку ред со без пари на утакмица, мене ми бара пари, ја повисок малку. Ја па морам да скокам. Поголем се да Јас скокам преку зид. За да гледам Победа, да гледам. Значи, од тој детски сон стигна за да играш до Победа. Од сите тие што беа ги водеа по деца, да кажам, мои врсници ги водеа по Сплит, некои турнири, па во Белград имаше Земун, ваму таму, па младински репрезентации кои не учествуваа во се. Значи јас не можев ни да припарам таму, не можев да примирисам. Ниеден од нив не играше, јас преку заобиколен пат стасав до Победа. Значи, многу тежок пат, ја не сум прескокнал ни една лига, ни апсолутно ни еден ранг. Тоа си ми го кажал во едно наше Апсолутно интервју за ниеден. спортскиот магазин Да. Скок, дека имаш играно во сите Во сите, рангови и во сите сум дал гол. од општинска лига До прва. И модифицирана после, единствена втора, па трета, во сите тие сум Тоа различни. е на Може тоа загревање. му помогнало, Така. понатака да стигне и до Вардар и до... Сега ќе го Најдобрите прашам клубови. за тоа, а ме интересира во неформалниот разговор пред да почне емисијата, ми спомнате еден надпрев со ОФК Београд во Прилеп. Да. Игравте 20. Да. Може нешто повеќе. Победа ОФК Београд. Тоа беше дома. Јас играв дома, таму не играв затоа што бев во JNA, войска. Не зборивме за во Прилеп. За во Прилеп 2-1. 2-1 и после дојде оваа утакмица што... Победа 2-3. Да. Победа беше меѓу првите неколку тима во... Тога се формираше последна сезона, беше во таа втора лига и ако бидеш меѓу првите 4... 10, да? Влегуваш во единствена втора. А иначе Победа тогаш имаше заврши 10. страшен тим со Јонус, со Миле, со Досев, со Гунов, со Костов, со Шалев, со Тркалинов. Многу силен состав. Тони Шалев игра. Да, многу силен состав и добар тренер. Публика, Тогаш да го спомнеме и Туман. Туманов Кирил. беше. Кирил Аневски, покојни. Тупанот. публика вред. Публика 25.000. Пол стадион Пол бе, стадион. значи тешко да може да се опише. Значи имавме ние две утакмици порети, тргнаме топло, ладно, повеќе ладно него топло. И доаѓа утакмица со Мајданпек дома 1-0, а одиме во ОФК Титоград таму 1-0 за нас и доаѓа ОФК Београд. Пол стадион, значи. 3 надпревари, 3 победи. Два надпревари, 2 победи и доаѓа ОФК Београд. Сега што ќе биде? Да, ОФК Београд и во Прилеп магнет стално. Пол стадион. Тапани, зурли, значи прв пат во живот ми се случило да после утакмица и последен можеби, не последен. Сум имал уште да кога се тушираш, да ти со зурли и со тапани да ти стоат пред тебе пред во туш кабина. Да, таму имаше. Значи тоа беше, значи тоа само може да го доживееш, не може А и да. многу беше добро, Бразилски, дружењето беше таму. Ние
24/7 бевме заедно. Сите претежно. По 2 пати, 3 пати се Меѓу тренираше. себе играчи. Да, и по два. Чекај да Се прашам тренираше Тони, професионално. имаше ли премии тоа време? Сега да ти кажам, Врзано нешто беше. врзано, ама имаше. Сега да не кажем. Значи имаше, не беше. Зависеше од бодовите. Колку бодови бодови ќе освоиш. али така. Добро, ама зборот ми По беше два се војна се беше. вреднуваше Се успехот. се вреднуваше како Се вреднуваше успехот, например, еве јас од Скопје, например, таму ни дадоа стан, или храна. Да, сите тие работи ги има, тие тоа работи не беше имаше. воопшто Значи сега да прашање. кажеме за победа професионален клуб, што се однесува за луѓе што Да, фудбалери што доаѓаат многу од надвор, страно. па И за ти домашните даваат исто. плата, ти даваат премии, имаше тоа. Тоа не можеме да кажеме дека Да. Има еден Тоа беше се момент, во ред. Миле, каде што го имаш спомнато и порано, дека доаѓаш во Вардар во ситуација кога е најсилен тим. Не е баш најсилен, не би рекол дека најсилен, доста силен. Вардар беше тоа како репрезентација на Македонија сега, значи сето што беше недоброто од Македонија. Зборуваме за 90-91. Да, меѓутоа дојдов кога веќе беше последен. Зимата Дончо, Чичко Дончо не зеде и не знам од кои причини не настави пролет. Значи и направи селекција каква таква, не е битно Австралија мислам. што зеде, не сум сигурен, и не ги почна подготовките воопшто, го донесува Герум беше исто така можеби 2 месеци, 3 месеци, многу ветуваше, многу убави зборови, Ѓорѓе Гером се да, сеќам. многу убави зборови, добро тренер со игре, да кажам, со име, добро на југословенска сцена. И меѓутоа ништо не направи. Не знам, не можеше ништо ни да направи, си велам, затоа што сите овие главни носители на играва на Вардар кои биле, да речем, во шампионскиот, да не ги набројувам 6-7 кои беа заминати од тимов, останаа во ситуација овие помладиве, како Бабунски, Марковски, Сашо Тодоровски беше, се не можам да сетам на сите, Филески, кои беа од постарава генерација, мислам, моја генерација, Урошевиќ, Трајановски, Милко Симовски. Значи, Милко Симовски, Урошевиќ, големи луѓе, мирни, приземени Како помина луѓе. Вардар резултатски, тоа го има. Слабо, значи никако апсолутно и испаднале. Иако имаме тим многу подобар него останативе што не испаднаа, да кажам. И ги добиваш домак Борас Бanja Luka 3-0, ги добиваш Будуćност 4-1, Велес 4-1, а испаѓаш, а тие не испаѓаат, да кажам. А се многу послабо. Од тој временски аспект, веќе се поминати 33-34 години од независен македонски фудбал. Така, карикирано го кажувам, поврзано со самостојувањето на државата. Тони Милевеќе во Австралија, малку да речем, Тони е во Македонија активен. Тони го следеше македонскиот фудбал, пака активно. Може ли некоја паралела да направиш? Па и од аспект на квалитетот и на условите, па и на заинтересираноста на публиката. Би било интересно да го чуеме овака. Па не може човек кој долги години е во спорт и во фудбал посебно да не го следи тој спорт. Да не го забораваме и спортското новинарство и во скок и во телевизија ајде. На самото нејзино отварање која беше многу актуелна со голема спортска програма, со голем Скок ајден и Нова Македонија. така. Значи фудбалот во Македонија, кој ќе спомнеме на пример фудбал во Македонија, се секој очекува да каже знаете, па слаб фудбал, ваму треба ова и ова му треба и така натака. Му треба период време. Се уште време му треба за да биде во контекст на појаките првенства од опкружувањето. Иначе јас на пример да ви кажам, сум анализирал, јас не се согласувам со 12 клуба. Мислам дека во Македонија може да има 16 клуба, бидејќи има квалитетни фудбалски екипи. Сега ова го говорам гледајќи ја прва и втора лига. Погледате втора лига кои клубови ни играат. Може да биде клубови за кои стојат цели градови. И има огромен талент. Иначе ако добро те развијам идејата, еве да речеме хипотетички во првата лига добиват и Беласица, Победа, Брегалница, не може тоа да не игра. Да, тие се текст на време. Ти природно се припаѓаат кон првата републичка лига. Знаете, има И јас мислам дека тогаш би се добило поголем квалитет, бидејќи со квантитетот се добива квалитет. Во овој случај ние сакаме да добиеме само квалитет. Со 12 екипи
каде што се игра повеќе, нели среда недела сега повеќе кола има. Можам да кажам дека спонзориве сега се враќаат во фудбалот, дека се посилни и посилни екипи има, јас ги гледам. Токму тоа сакам да Поголем прашам. талент има. Така. Меѓутоа, ако имаме уште барем 4 екипи повеќе, тогаш мислам дека ќе биде фудбалот уште поквалитетен и поголем интерес ќе има кај во Македонија. Сега да не бидеме ние сега имуни, гледаме дека повеќе спортови сакаат да го заземат местото на фудбалот. Како ракометот, кошарката и така натака. Претендира да излезат во Претендира се да борат, се имат и резултати на европско ниво и така натака. Затоа ние треба малце да по мене да го прошири, мислам да има повеќе екипи во фудбалот и мислам дека интересот ќе биде далеку. Нема пари, без пари ништо. Да, нема. Тоа ти е во овие клубови, што ги спомна, Победа, Беласица, Брегалница. Очигледно е дека не сакам за овие други да зборувам. Победа веќе пратаме ве 3 месеци сум тука и гледам дека Ама ние ако сакаме да дека имаме тешко е, фудбал, многу тешко, значи врзуваат крај со крај и бараш фудбал, играат само млади дечиња. Само млади играат фудбал, стари не играат, ама голманот му е најстар, Значи, што гледам 23-4-1 играч. Миле, имаат лоша реклама. Значи фудбалов. Значи лошо се работат луѓето во фудбалската федерација. Значи нема имидж фудбал. Што треба да се направи? Има милиони една работа што може да се направи, фудбал да има имидж во државата. Како Значи, маркетинг, како Па пропаганда. слаб како маркетинг, разни. нормално. Како може да нема спонзор прволигаш? Па тоа е минус за фудбалската федерација, а потоа Генерално и за збори град. што ни за било кој За било кој клуб. варда да го речем. Пак нема исто, но Матик влезе, не е генерален спонзор пак. Ако на тоа мислиш, дали добро те разберам. Размислувам дека тој што е директор на клуб, Така? сето почнува од федерацијата. Не може прволигашки клуб да нема спонзор. Значи тоа А во минатото бил Македонија Сива на Македонија, Да. Пеца се Сива, знаеше Рафет Слога Југо Магнат, Ванчо Ѓоргиевски, го држеше Балкан, Тоа како. покојни Ацуле да го спомнам, Победа. ја држеше Победа. Тиквеш Кавадарци беше Хаджи Василев, хидроцентралата држеше Диме, не се сеќавам. Знаете, со ова Значи темпо имаше ентузијазам и и спонзори, спонзори. и спонзори. Значи ако се изгуби ентузијазмот и ако се изгубат спонзорите, знаете што, од 12 клуба ќе направиме 6. Ќе нема спонзори, миле што вика од крај со крај да влегуваат. Тоа е полемика да се само направи. извинувам, и два спонзора, на Осово беше Атом Кочени, Арсо го спонзорираше на Брегалница што Спиро Кај. Значи зборуваме за спонзори кои што влегувале приватни пари, каде што имало играчи, каде што се плаќале играчи. И сега полека сето тоа како да се губи, да Како се да се- урушува некако, не знам, не може да биде паметно. Анемија. Значи не може. Ајде малку да слушнеме еден джингл на скок, да ги освежиме гледачите, па да продолжиме. Спортот и финансирањето од секогаш оде едно со друго. Нормално е дека ако има финансирање, ако има спонзори, дури и државата ако има свој удел и финансира во спортот каде што има интерес, ќе има резултати. Дали тоа не мислиш дека таа симбиоза функционира во Македонија и дека е потребна на некој начин? Па јас мислам дека доколку сакаме ние да имаме здрав спорт, тој треба да го менуваме од корен. Тоа го говорам бидејќи тоа и го работам сега во моментот во општина Кисела Вода. Значи спортов од каде почнува? Миле што рече од улица, тоа е точно. Првен треба да се најдобар на улицата, во мало, а после природно одиш во училиште, така? Значи во поранешна Југославија зошто беше многу јак спортот? Имаше селекција во училиште, што се викаше училишен спорт. Па ти, за да стигнеш во училишна екипа, ти треба да си најдобар. Па туку имаш низа тренинзи и надпревари, што се одржуваат преку училишниот спорт, и после имаш средно училиште исто училишен спорт. Значи ние треба основата да менуваме уште од училишните клуби. На малите олимписки игри, порано ги викавме така, ако не се лажмили. Да, порано ги викавме мали олимписки игри, бидејќи имаше учество и тогашниот олимписки комитет. Меѓутоа сега има Федерација на училишен спорт. И Федерацијата на Суштината е иста, суштината е иста, меѓутоа терминолошки е смената. Меѓутоа ако се навлезе уште подлабоко,
говорам за квалитетен, дека сите училишта треба да имаат квалитетен училишен спорт. Зошто? Зашто децата почнуваат да го засакуваат спортот токму од училишните клуби, од улицата во училишните клуби. И тука треба да имаме квалитетен училишен спорт, каде што треба тоа да го осуетат професорите по физичко, каде што вршат селекција и да има тренинзи. Без разлика што некои деца веќе тренираат во клубови. Тука зборуваме за сите спортови, не се ограничуваме на фудбал. Зборуваме за сите спортови, бидејќи од квантитетот се добива квалитетот. Еве, во општина Кисела Вода, сакам да кажам дека имаме многу усилен училишен спорт и каде што мноштво таленти веќе одат во клубови. Јас имам еден проект каде што на крајот на секоја сезона правиме куп на општина Кисела Вода. Тоа што значи правам селекција од одбојка, кошарка, фудбал, најдобрите ги земам од ние имаме 8 основни училишта, значи правам селекција од 8 основни училишта. Еден тим. Тоа е веќе се вика селекција на општина Кисела Вода. Репрезентација фактички. Добро, репрезентација пошироко, селекција или репрезентација на општината, да. Истото тоа во контакт со Карпуш, Центар, другите општини и тие прават иста селекција и ние фактички децата меѓу себе се надпреваруваат. Вие знаете дека какви надпревари таму се играат? Страшна работа, страшни таленти. И од друг аспект, децата во таа возраст, значи 12, 14, 16 години, тоа е научно докажано. Треба да имаат што повеќе надпревари. Едно дете од 12, 14 или 16 години, ако нема преку 40 надпревари во текот на годината, тој не може да го развие официјален надпревари училишен спорт. Официјални надпревари. Ти имаш преку, па ние имаме лига од 8, двокружен систем, 15 надпревари игра. И Купов што играме, значи тој преку 20 и нешто надпревари игра само во училиште. Зборуваме за организиран систем. Со семафор, со делегат, со зборуваме сала, со суди кои доаѓаат од федерации, не зборуваме со судијата, овој тренер да сви тренинг. Значи зборуваме официјален надпревар. Ние кај нас на пример со семафори, со суди, со публика, со лекар, со пријавување, значи тоа. Може ли тука да се надоврзам малку да го уклучиме, Миле? Остануваме близко на оваа тема, е многу интересна, меѓутоа можеби по моје видување на повисоко ниво кога упрашање финансирањето еве кај нас со спортските ваучери, тоа не ги убаво спомна спонзорите на посебно во фудбал кај што се потребни. Миле, бидејќи си долго време во Австралија, можеш да ни пренесеш дел од твоето искуство, бидејќи таму и си играл фудбал, и си бил успешен тренер во неколку екипи. Каква е таа симбиоза на државата и финансирањето од спортот од државата? Од ово Тони што го кажува и од аспект на парите увложување. Се разликува во многу него овде. Државата му дава големи, како да кажам, бенефиции, попусти на овие кои вложуваат во фудбалот, кои спонзорираат. Значи добиваат 60% од тоа му се признава, му се враќа назад. И сега тука има и некои други махинации на кои државата и замижува, например. Ќе дати интерес во тоа. Во ред е да мора спортот, преку спортот, така и народот се прави посреќен, позадоволен и така системот работи, да кажам. И значи се договараат клубови со спонзорот, да кажеме, давам 10.000, пример. Так. Ама ти ќе ми пишеш 20.000. Значи овој доаѓа, испаѓа 12.000, разбираш, давал само 10, а му се враќа 12. Тоа е најситно нешто што може да што се Меѓутоа функционира. Функционира перфектно. Значи, а ова Тони што го спомна во Австралија, го има тој систем отприлику училиште спорт? Не сум запознат многу, сите исто како и овде почнуваат школи, не толку школи колку што има фудбалски клубови. Сите деца се опфатени од, не знам, од 5 години од колку па догоре, сите се во некои клубови, има на ниво на општини многу клубови. И сите играат некои женски и машки, прво се на почеток измешани, па после се селектираат, мислам, сепарирани се настава. Тука не знам дали ќе се сложите. Системот е друг. Друг систем, имаш услови феноменални. Меѓутоа овој систем што велиш ти Милчо, овој систем беше југословенски систем. Каков спорт имавме во поранешна Југославија? Немаше спорт каде што не бевме во врвот. Ватерполо, и плејада на спортисти. Па зашто нешто да менуваме кога се покажало дека е добро? Што менуваме ние од тоа? Ајде сега да. Ние фактички ако го уништиме, многу добра тема отвораш. Да, училишниот спорт ако го уништиме, со тоа и каде што се прави првата алка на регрутирање на спортисти, и што имаш после? Па тие ако почне
дете од 15 години да игра фудбал 16, тоа еден може да излезе на милион. на милион. Се сеќавам на времево, значи ние сме отприлика иста генерација тројцата, раснати во тој систем и сме спортувале, сме играле фудбал, јас сум игралист, не сум толку успешен како вас, ама сум играл. Не ми е тоа, поентата ми е, Асе Русевски како боксер, Реджеп Реджеповски како боксер, Шаман Трстена како борач, Зоран Шоро како борач. Олимписки. Ева Зоран Шоро. Како борач, спортист на Македонија во изборот на скок. Освојувале медали и имале резултати на европски, светски, балкански првенства и олимписки игри. Сега, мојата дилема не е тоа прашање, тоа е на моје размислување дилема. Зошто Македонија не финансира поголем дел во овие спортови? Конкретно во борењето и у ова, кажи го, и у боксот. Тони? Па види се да ти кажам. Имаме финансирање, имавме ватерполо репрезентација на Македонија. Имаме хокејарска репрезентација на Македонија. А немаме лига. Мислам, сега не е ова да критикувам ја или да не дај Боже да фрлам. Убаво да има Во денешни услови спортот е култура на живење. Секаде така во светот. Значи, ако го сватиме дека спортот е култура на живење, државата треба повеќе да финансира во спортот. Ние не може да немаме репрезентација во 40 спорта сега во моментов ли колку се во Македонски олимписки комитет или спортови кои не се влезени. Колку се водат, мислиш, по регистарот? Да, по регистарот, али секој спорт си има и своја федерација, секој спорт си има и своја репрезентација. Значи, секој спорт си има и своји трошоци. Повеќе да се вложува треба во него. Само една за малце во делот, не го кажавме тоа, во делот на регрутирањето на спортистите. Има една многу чудна појава сега во спортот во Македонија, веројатно и вие ќе се сложите со тоа. Се отварат многу фудбалски школи. Приватни збори. Точно така. Значи, вие кажете ми, значи, во денешни тешки услови, треба родителот да плаќа за детето за да тренира. Исто како за јазик што е, исто како за некој друг сегмент од културата на живење. Меѓутоа, во спортот, многу значи можам да го кажам тоа од аспект што го работам тоа и што сум го видел и што сум разговарал со родителите, каде што едноставно тие немаат средства на детето да му приуштат да може да го плаќаат за детето да успее во спортот. Значи спорт со пари не може. Значи ние сме тренирале, нас не селектирале и сме тренирале. Миле ја каже приказката кога носела тетка му избиркал на. Па сме биле стипендисти на 14 години. Значи сега се за мене не поимливо. Значи дете, момче на 18 години излегува од младинска школа, татко му оди да плати за тренинг. Значи тоа е страшно. И во Австралија така се плаќа. Значи, не знам, тоа во Македонија на пример тешко може во Австралија каже ништо не му причинува на родителот тешкотија тоа да го плати. Меѓутоа во Македонија за да плаќа за тоа коментира од аспект на стандард, бидејќи као во Македонија нема стандард за плаќање за да биде спортист. $300 на годишно ниво За да плаќа за од најмаливе овие и во најслабиве клубови, па имаш во појаки клубови, појаки лиги, секој плаќаат за да играат. Да, па нормално. И доди до $3,000 одеше, сега не сум во тек со тие, не сум работел никога со младинци, се исклучува прв тим. Знам дека и клубовите од тој живеат. Например, постои наш клуб кој е многу успешен, Рокдейл Линден. Бев јас таму 6 години тренер на првиот тим. Постои Бенкстен, се вика Сиднеј Македонија, да кажам. Исто и тие имаат буџет на пример преку $1,000,000. То се оде со $1,000,000 да има, излегува во Европа. Така си велам во Македонија. Прво лигаш ќе биде сигурно. Ајде малку уште еден джингл и се враќаме на тема Австралија и финансирање спорт. Кога зборуваме за спортот, зборуваме и за она што Тони убаво го апострофираше за училишен спорт, за масовен спорт, од каде што произлегува квалитетот од квантитетот квалитетот. Меѓутоа, кога зборуваме и за фудбал, кој е на малку повисоко ниво, мислам дека во Австралија фудбалот, гледано на национално ниво, на репрезентативно ниво, има некој исчекор повеќе.
Не Дали са- сум во право? Да, не само на национално, мислиш на репрезентативно. Да, наравно. И на клубски фудбал. Тајнив имаш стадиони, дерби кои се по 50.000, 60.000, то сите одат на телевизија. Сите натпревари се на телевизија и пак им сега е во опаѓање тој тренд, мислам, на публикава, некако, не знам кај му е проблемов, меѓутоа паѓа долу, а сепак се случува на добар дерби да има и 50.000 публика, да кажеме. Што овде кај нас немаш ни стадион од 50.000. А како фудбал, како национална, мислам како сега, како Австралија, репрезентација, била на светско првенство 74 година, а тек 2006 година. Во тој период никако не успевала Тука имаше некои промени кои се во прашање последните квалификации, оној бараш надпревар па за пласман. Па беа како во Океанија. Беа во Океанија и релативно брзо ја проминуваа таа шампион, мислам први завршува во Океанија. Единствен проблем му правеше Нови Зеланд малку, меѓутоа и тој беше многу далеку изад позади Австралија. И следниот чекор беше квалификација со Јужна Америка. И обавезно го беа во тие дуели. Тука даваеш и ти за скоро. Тоа од 74-та до Сега 2006-та. Тоа е Австралија е префрлена сега во квалификација во азијска група, така? 2006-та влегоа баш со преку таа квалификација против Уругвај игра и се пласираа. Од тогаш натаму побараа да бидат примени во Азиска федерација и се член од Азискиот континент, да кажам. И играат и клубови во Азиска лига на шампиони. Остана само Нови Зеланд во таа да ја предводи Океанија. И тој сега игра тие, го презеде место во Австралија, игра со, да кажем, Јужна Америка или Северна Америка, некој таму. Или Средна Америка, не знам со кого игра. Ајде вака, за нашите гледачи е интересно да кажеш и како оди, например, плаќањето. Дали се добро платени фудбалери, по принцип, Генерално- не може генерално, екстра да бидат не. спрема овие европски, Не, не. сигурно. Генерално таму спортот е лимитиран со плаќање и тие рагбите што се едни рагби има кои ги викаат рагби юнион, кои ги има во Франција, овие тие се мислам таа врста на рагби, тие се има, мислам дека не се лимитирани, останатите има рагби лига која се вика, која е, да кажам, погледана него ова, другава, тие се беа, сега не сум сигурен моментов, да кажам, околу 5 милиони цел тим, значи не може да биде повеќе. Буџетот мора да биде, тие имаат пари, него не му А тоа е дозволува. повеќе од фудбалот или? Па отприлика беа малку повеќе од фудбалот. Фудбалот кога беа овие на 5 милиони беше на 3 милиони. Значи цела екипа не смееше да премини од 3 милиони, а само еден фудбалер имаше право да земе и 3 милиони сами. Тоа беше легално дозволено. Сега мислам покрената беше на 5, последна не знам која е цифра, за која цифра се работи и така да се лимитирани во тој поглед, нема слобода, значи сите мораат да бидат, имаат спонзори како на ниво на национална лига еден спонзор, кажам Hyundai, не знам, овај онај, сега не знам За првата фудбалска лига. за прва фудбалска лига на Австралија. Тоа е тони малку што го начна дека Така. кај нас ги нема, а клубовите како функционираат? Клубовите се како да кажам, како друштва, како приватни акционерски друштва. Значи нема потреба, нема влегување, нема испаѓање. Што FIFA долго време турка да се случи тоа, од оваа година требаше да стартува втора лига на ниво на Австралија, со која ќе има испаѓање и влегување. Тоа се големи пространства, големи патувања, Без големи разлика што се трошоци. големи трошоци, големи за Австралија тоа не е ништо. Шири Значи, фудбал. ова лигава што е на рагби лига што рекол, не рагби юнион ствари, тие имаат лига во која учествува Австралија, Аргентина, Јужна Африка и Јапонија. Значи, првенство имаат меѓу овие 4. Тоа има голем интерес. Голем интерес, големи вложувања, спонзори и големи патувања, значи ти се закриваш од Сиднеј, одиш во Токио. Овој од Токио оди во Аргентина, во Буенос Ајрес игра. Овој од исто од Нови Зеланд, из Нови Зеланд е тука го заборавив, во таа лига, игра да речеме со Јужна Африка. Мислам, зборувам за Тоа тимови. се големи терени на превар. За тимови, не зборувам за репрезентации. Значи кога се сака, се може. Чекай, а ова помалку го разбираме Да. за рагбито. Тоа ни да се вратиме на фудбалот. Македонска фудбалска репрезентација забележа релативно добар успех во ова Лига на нациите. Тоа е вака едно мислење на видување. Значи, За овој исчекор, да јас кажем. сепак сум за фудбал со континуитет. Чим ти немаш континуитет, значи Успеси не може во ти не можеш на пример да направиш оваа година ќе направам успех, а после другиот циклус и тој другиот по него ништо,
па после малце нешто ќе претнеш второ место, па пак ништо и така натака и да се надеваме до догледно време, па талентите со други генерации, сменена генерации и така натака. Значи сепак во фудбалот треба да има континуитет. А тука каде се младинските категории? Дали некој ги следи младинските категории во фудбалска репрезентација? Добро, Какви готово резултати тоа има? прашање, мислам. Па никој не ги следи. Мислам тие дека катастрофални резултати има. многу сме паднати. Последниот пораз на репрезентацијата до 17 години од Исланд 4:1 на турнир. Во секоја репрезентација. Погледнете какви резултати имаат. Кога биле на европско првенство, кога биле на светско, балканско и така натака, кога освоиле некој резултат што е сепак респектабилен и од него што ќе произлезат таленти каде што ќе дадат во погодни категории. Значи, тоа го неа. за тебе и за Миле, едно конкретно прашање кое доаѓа. Динамо Загреб ги објави сумите на фудбалерите колку заработуваат на годишно ниво. Имаме двајца наши фудбалери, двајца македонци кои играат во Динамо Загреб, зборуваме за Деми и за Ристовски. Првиот има 1,1 милион годишна плата, Ристовски има 730.000 годишна плата. Че поделено по 12 месеци, некаде околу 90.000 евра месечно или Ристовски околу 65.000 евра. Плюс минус. Ги нема ваа репрезентација. Миле, вака оддалеко, како гледаш? Не знам што да кажам. Си играл фудбал, си поменал. Се во Европска унија и мораат веројатно да се владеат по тие европски закони и затоа ги објавуваат овие. Овде кај нас веројатно и овде има Шкендија, не знам се кои клубови се така. Не знам и како се вика, да бидам најискрен овој. Не сме прочитале негде да имаат објавено. Нема транспарентност. Не, па, значи, овие ги брка веројатно во Европска унија и тие не би објавили. А мора, законите се такви, затоа објавуваат. Добро, тоа е едната причина. Втората причина е висината. До некаде се согласувам дека е ради тоа. Може ли така двајца квалитетни играчи кои се добро платени да не играат за репрезентација? Мислам, Па добро, едниот се повлече сам, кажа дека додека е овај селектор ја не игра, а овој другиот и тој во години и полека селекторот пробува да настане некоја смена на генерација и што ме гледа во него некоја иднина да кажеме, и тој преку 30 на години. И ја мислам дека таа причината, ништо друго. тоа не твоја Јас се согласувам со Миле, значи едниот се откаже. Сам Затоа се откаже и кажа дека нема да игра, а вториот се согласувам и со таа констатација на Миле дека тој веќе возрасен. И Треба да тој при крај на да, своја кариера на крај на кариерата и едноставно напорите што се репрезентација клуб, репрезентација и да клуб. не се откаже и се тој пак- исто. намерно го отворам ова прашање, овде мислењата се со полно респект кон вашето мислење, поголем дел јас го делам истото, тоа не би навлегувал во деталите, меѓутоа имаме примери, Тони Крос се откажува од репрезентација, не знам, во Англија, Ширер на времето, Ширер, во Италија, Ди Канио, Тоти, Роси. Мислам, зборуваме прилика за тоа. Да. И нормален е тој процес. Меѓутоа, ако се базираме на тоа дека резултатот оди врз база на квалитета, сега зборуваме за репрезентација за фудбал. Мислам дека сепак треба да се направи напор да се одржи тој квалитет во името на резултатот. Тоа е на моје субјективно мислење. Да не стане пракса, тоа ми е зборот. Значи, ако ги погледнеме се денешните фудбалери сега што играат, значи во моментов што настапуваат, па повеќе од нив не играат во своите клубови. Во репрезентација мислам наша. Од наша репрезентација. Не се Да стандартни. не ги спомнуваме, не се стандартни значи во не се своите стандард, има многу мала минутажа. Некои дури не влегуваат воопшто. Знаете Тоа ли е што точно, тоа е. знаете ли што значи за еден играч еве Миле знаете ли што значи да нема надпревари? Тоа е една утакмица со жут картон да промаши или со црвен 2-3 да промаши, па тешко му е да се враќа, а не да го тој истиот играч Во континуитет не игра никако. во континуитет никаква и да влезе во Само циклус за на репрезентација. надпревари за репрезентација. Значи ние мора да ни биде јасно дека имаме мал фонд на играчи. И овој фонд што го имаме на играчи што играат, а што се откажуваат, тоа треба структурите во ФФМ, тие се задолжени за тоа. Некој не се ја врши работата. Зашто се откажал? Па тој има милион проблеми во фудбалот, меѓучовечки односи и така натака. Меѓутоа репрезентацијата е света. Мора да биде репрезентација. Едно исто моје мислење, овде ме интересира вака на Миле, бидејќи малку подалеку ги гледа работа.
работеве, а има огромно искуство. Спортскиот директор на репрезентација, Дени Масев, поднесе оставка, некако сето тоа помина бледо, бегло, некако немаше, како да го кажам тоа, немаше потрес. Не знам, не сум многу информиран, иако да кажам, добар пријател ми е Манта Стојковски, кој е таму во Федерација, комши сме, соиграчи и така да... Имам некој, мислам, површни некои сознанија, нити па пробувам да дознам, нити па многу ме интересира да бидам искрен. Не знам што се случува, мислам, немам, далеку сум од тоа и не сум присталица на репрезентација да влези како ние што влеговме на едно европско првенство преку некоја лига за бедници. Ова ја така нарекувам, ова на нации. Па така, него не, да нека биде на најстариот систем, меѓутоа тука УЕФА гледа некои своји финансиски работи, па ајде да му помогнеме на овие маливе да му дајме некаква шанса да влезе. Не, ако вредиш, влези, ако не, немој никогаш да влезеш. Добро, од тој аспект, Тони Златко се насмеа, и мене ме насмеа со ова. Така, да ја кажам друго. Тони, значи имаме светско првенство во Америка, Мексико и Канада. За прв пат во историјата на мондијалите ќе играат 48 репрезентации. Премногу. Еве лично, мислиш дека има тука Македонија овој циклус на Лига на нации де факто е поврзан со тој бараж за пласма на светско првенство. Тој дава некаква има многу шанса комбинации. како Она Биле што го каже, дозволи ми само. Биле добро го каже. Сега, ако влезат 5 репрезентации најаки директно на светско првенство, па од Лигата на нациите влезат уште 5 тие Романија, Шкотска директно, па ќе се ослободи место за Македонија, за Литвите, за Луксембург. Тоа е некако да влезеш Малку е смешно, ама шанса. Шанса не повеќе не е светско првенство за мене. Значи 48 се премногу. Остани на ова, па како што реков, и ако вредиш влези, ако не немој да играш и никогаш и нема потреба да играш ако не вредиш. Што сега ќе се правам фудбалер, ако вредиш, играј, покажи дека вредиш. А не па дајте ми шанса одавде, па дајте ми шанса ваква, таква, со кривини да влегуваме во не ти треба така, не е реален спорт за мене. Па добро, сега Светската фудбалска федерација сака да даде шанса на помалите репрезентации. Ја исто го мислам, ова тржим биле што во. Ама немаат шанси да влезат на пример се разводнува, и тие така на помала врата, некако со послаби противници, некако да влезат и да се најдат на едно светско првенство. И, значи, зошто ние да не би можеле да се надпреваруваме на светско првенство? Јас не го признавам моделот дека ние сме мала држава, не знам што, толку фудбалери имаме, ово има вокол фудбалери, така натаму. Талентот е важен. Македонија има талент, има фудбалери кои сака да се докажуваат, има тренери кои може да ги тренираат, и јас мислам дека Македонија може да се најде на светско првенство, само треба системски да се менува. И тие луѓе што работат во фудбалската федерација треба да се имаат своји задолженија и секој да се врши својата работа. И ако имаме еден таков континуитет, јас се надевам дека од некое друго гостување ќе зборуваме како Македонија дека ќе. Ајде подпрашање, Миле нема да го прашам, бидејќи нема да го погоди. Значи, продукција Скок, или да не речем мојата маленкост Мијалче Доргутов, така е удри една фудбалска критика на селекторот Боби Милевски, кого го знам многу одамна. И за кого мислам дека е коректен карактер како фудбалер, си земам за право да кажем. Меѓутоа, тоа не е поврзано со успесите или неуспесите. И на моја порака, ајде Боби, победи ги Ерменија и Летонија во гости и ние ќе ти честитаме, ја добива шанса да се пласираш, Боби ги победи двете на гости. Значи, постигна добар резултат. Немаше тука. Значи Македонија и добро играше и на двете. Добро играше во текот на сите 90 минути. Дечките стварно репрезентативците што. И тоа треба да се поправи. И тоа треба, значи тоа е без осцилација. И двете ги доби и сега на пример имаме шанса. Токму ова што го говоревме претходно. Зошто да не можем и на таа мала врата да видиме некаде да можеме некако да се пласираме и да се надеваме дека тогаш одиме во бараж. Сепак во баражот ќе ни падне. Добро, овој мондијалски мове да го завршиме вака, значи светското првенство во Америка, Мексико и Канада ќе биде моја 10-то поред.
Тоа сакам да ти кажам, значи Јас би бил најсреќниот да Да има можам гледани, па и јас исто. јас мислам дека Мијачо ти си еден од ретките, да не речем единствен, Единствено во Македонија. што не, си ги сите европски и светски првенства, на сите европски и светски првенства си бил. На колку е? едно европско скокна само. Од која На страна? европски и светски. Да, на едно европско 2012 го скокнав, другите ги имам сите во континент. Браво, Беше тоа е за европски похвалба, светски. да. Во Украина, Полска, кај беше. Да. Или не, така. И тоа имаше некој безврска авионски линии и не може да се опра, многу беше смотано тоа европско првенство. Не знам за другите ги имам во Добро, и континентот. одиш и на финали на овие на Шампион Лига, на Лига на Шампион. 12. 12, да. Еден од ретките. Ќе гледаме ли Македонија во Мексико и во Канада во Америка? Тони? Па јас се, ние значи како фудбалери и како спортски работници, Биле. како оптимисти, кој не сега да гледа. Ова е Меѓутоа, било нешто врв да појдеме. И на мало, и на мало врата. преку оваа лига ќе ја велам за бедници. Јако е. има како е организирано така. талентирана генерација. Од аспект треба повеќе да се заложат од своите клубови, повеќе да игра, да бидат стандардни, да бидат меѓу најдобрите, со тоа селекцијата на Македонија ќе биде далеку посилна. И ако се направи селекција од сите фудбалери, што во моментов и настапуваат, нели? Јас се надевам дека ние може зошто да не се пласираме на светско првенство. Чуве Господ, еве со ова полека да ја привршиме нашата емисија. Ви благодарам за гостувањето и некако должен сум една емоција да ја споделам посебно пред гледачите за сликата со која почнавме. На стадионот Чаир поврзан со Балкан. Знаете дека сум кум на тајфунот Чаир. Многу емоции ме поврзуваат за Балкан. Штета што Штета повеќе Балкан не не постои. постои, Што да. згасна. Значи, баш се кога влегувавме овде, прокоментиравме, Балкан повеќе не постои. За мене секогаш ќе постои во срцето, тоа Па и беа за мене одлични исто, и за мене времења, исто. одлични 2,5 години. времења, дружење тамо што го имавме. Миле, 2,5 години го се запал. После со Миле се дружевме и во Победа, меѓутоа такви се патиштата. Се разминавме, па после Миле отиде 30 во и кусур Австралија, години сега се 30 и нешто сретнуваме. години се немаме видено, а бевме на раздел. Тоа ти е тоа, тоа ти е живот. Тоа таков Добро. е животот, да. Мене ми е драго, ве поздравам уште еднаш гости на продукција Скок, Тони Чуповски, Миле Тодоровски, Ама многу и на вас. 20 фудбалери кои играле во исти клуб, 20 Во фудбалери, 20 клуба. 20 клуба, да. Фудбалери во државното првенство, во првото првенство на независна Македонија. Република Македонија. Мои драги пријатели, Тони поврзан со Скок како новинар. Јас би сакал да кажам дека уште еднаш да го ми беше чест со Миле и со тебе што дебатиравме за спортот. За Миле имам многу убави зборови и како човек и како фудбалер. Миле беше класа на фудбалер. И заслужено направи многу добра, одлична кариера за мене. А што се однесува до вас, сакам да ви честитам бидејќи вие правите 4 во една. Значи Не 3 во 1. и пишување на Facebook за спорт, следење на настани, сега ова значи YouTube канал, Неделник Скок и овај пишување на статии и обработување на одредени фудбалски стории што се И не има на лице место. на лице место секоја чест веројатно 24/7 работите за спортот и тоа е добро. Фала, Добре, благодарам на И мене ми беше мило што се гледаме после 30 години. Нема многу да коментирам, нема многу комплименти да давам како тој мене што ми даде. И ја не ги заслужувам тие комплименти, меѓутоа тоа е негово мислење. Бевме така некои просечни играчи, и јас и тој, и одигравме што одигравме. Важно да сме здрави, Се живи дружевме, сите, се имаме дружевме убави и убаво е што се видовме после 30 години те баш во ова студио. И Скок не поврзал сите тројца нас. Фала Богу, Така е, нормално. да, Скок, да. Тоа е тоа. Довидување до скоро. Доколку ви се допаѓаат нашите емисии, претплатете се, удрете еден subscribe, бесплатно е. Ние остануваме да продуцираме и со други наши гости во продукција Скок на други спортски теми. Следете не, поддржете не, удрете лайк. Довидување.